Свети Јован Крстител е последниот пророк од Стариот Завет и благовесник и предвестител на доаѓањето на Господ Исус Христос, кој своевремено и го крстил Исус Христос во реката Јордан. Тој е еден од неколкуте светители за кого во православниот календар има повеќе денови за одбележување на неговиот живот. Во текот на утрешниот ден се одбележува отсекувањето на главата на Свети Јован Крстител. Отсекувањето на Свети Јован Крстител, кој може да се каже и најтажниот ден од неговиот живот, бидејќи во тој ден безумниот цар Ирод, за да удоволи желбата на својата ќерка, ја отсекува главата на Свети Јован Крстител и ја дава на тацна. И затоа Светата црква за овој ден предвидела строг пост. Станува збор за Ирод Антипа, синот на стариот Ирод, убиецот на витлеемските младенци во времето на раѓањето на Господ Исус. Бил господар на Галилеја во времето на проповедта на Свети Јован Крстител, оженет со ќерката на арапскиот кнез Арета, но ја протерал својата законска жена и незаконски ја земал за сожителка Иродијада, жената на својот брат Филип, кој се уште бил жив. Против ова беззаконие проговорил Свети Јован Крстител и силно го изобличил Ирод, пошто Ирод го фрлил во затвор. За време на еден пир во неговиот дом во Севастија Галилејска, пред гостите играла неговата пасторка Салома, ќерката на Филип и Иродијада. Занесен од нејзината игра, Ирод и ветил се што ќе посака, а таа, наговорена од нејзината мајка, ја побарала главата на Свети Јован Крстител. На овој ден црквата предвидува строг пост, а според народните верувања не смеело да се јаде ништо црвено. Постењето е на вода и нема оние традиционални како што е на богојавление или на раѓањето на Свети Јован Крстител, кој се слави со повеќе моменти од неговиот живот кои се за радост, бидејќи тој е последниот пророк и крстителот на Свети Јован. Завршува Стариот Завет, а започнува Новиот Завет. А Новиот Завет е завет на љубовта, доброто, милосрдието. А Стариот Завет е завет на законот. Светата црква убаво си го тоа сложил во свој типик, значи строг пост на вода. Може да се јаде се варено, неготвено, а додека дали е црвено или плаво, никакво значење. По повод одбележувањето на денот на отсекувањето на главата на Свети Јован Крстител, со почеток во 8 часот, утре во Штип свети литургии ќе се служат во соборниот храм Свети Никола, во храмот Свети Климент Охридски и Света Петка во населбата Сењак и во црквата посветена на Свети Јован Осечен, која се наоѓа во близина на старата депонија.